Почитувани присутни, дами и господа, драги пријатели, добродојдовте на петото издание на фестивалот на европската литература Букстар или Книжевни звезди во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје, кој годинава се одржува од 7 до 10 октомври под слоганот Отаде. Отаде, што ли се крие зад овој термин кој за миг се обидува да стигне зад границите на универзумот, отаде границите на нашата реалност, на нашите општества и на нашите животи. Што ли се наоѓа отаде сивата магливост послушните приказни на црната и белата страна? Отаде религијата, националноста, традицијата, политиката, сексуалноста и вечната актуелна желба за моќ. Отаде шизоидните наративи на секојдневието всушност постојат личните приказни, оние кои најдобро сведочат за хаосот на идеологиите. И оваа пета година поред организаторите на Букстар се обидуваат преку книжевноста да ги проблематизираат културолошките промени. Фестивалот е со социјално ангажиран карактер, па вечерва ќе отвориме прашања кои сите нас не допираат и не болат и ќе се добидаме некако полесно да ги разбереме проблемите со кои што се соочува општеството денес. Фестивалот е поддржан од програмата Креативна Европа на Европската Унија, Министерството за култура на Република Македонија, мрежата Традуки, Институтот за преводи на Русија, Холандскиот литературен фонд, Амбасадата на Кралството Холандија, Амбасадата на Република Чешка, Исландскиот книжевен центар, Младинскиот културен центар и Друштвото на писателите на Македонија. Во рамки на богатата програма, низ која овие неколку вечери ќе се представуваат 6 автори со спротивни заднини на различни интересни тематики. Вечерва со нас се големите книжевни звезди Кадер Абдолог и Евгени Водолацкин. Ве молам за еден аплауз за нивното гостување во Скопје. Драги любители на пишаниот збор, уште еднаш ви посакувам топло добре дојде, најпрво на промоцијата на книгите Бележникот на татко ми и Куќата на џамијата на гостинот од Холандија, Кадер Абдолах, а потоа од 20:30 часот ќе продолжиме со промоција на книгите на гостинот од Русија Евгени Водолацки. Дозволете ми на почеток неколку кратки информации за овој голем автор до мене. Кадер Абдолах е ирански писател што пишува и на холандски јазик. Неговото вистинско име е Хосейн Саџади Гемагами Фарахани. Прилично долго. Тајно ја проучувал западната литература и го осознал поимот за слободата на сосема поинаков начин. Како студент по физика во Техеран пишувал за левичарскиот андерграунд весник, а тајно објавил 2 збирки раскази под неговиот псевдоним. На холандската литературна сцена дебатира од 1993 година, а неговите дела се преведени на 20 на јазици и представуваат на еден начин можност Европа да се запознае и со исламот. На еден поинаков начин би рекла. Од италијанската кризевна критика споредуване со Набоков и Конрад, а во јавна анкета во 2007 година неговиот роман Куќата на џамијата е изгласан за втор омилен холандски роман на сите времења. Мислам дека навистина заслужува аплауз. Благодарни сме за неговото гостување на Букстар. Би сакала секако да изразам голема благодарност и до преводачките на книгите, Елизавета Божиновска на книгата Бележникот на татко ми и Ели Пујовска на книгата Куќата на џамијата. И пред да поканам промоторката Мерсиха Исмаиловска, која одлично ќе ви ја долови магијата на неговите дела, во име на организаторот Антолог би сакала да се заблагодарам што настанот се реализира со поддршка на Европската Унија, што оваа промоција е под поддршка на Министерството за култура, Холандската амбасада и МКЦ. Книгата пак Куќата на џамијата е објавена со поддршка на програмата Креативна Европа, на програмата Книжевни преводи на Европската Унија и на Министерството за култура, а Бележникот на татко ми е објавена со поддршка на Холандскиот литературен фонд. Мерсиха, повелете. Благодарам. Мило ми е што сум вечерва тука. Добро вечер. Со текст кој насловив Кадер Абдолах, персискиот кајач на книжевни килими и ќе ви стане јасно зошто. Татко ми продолжи. Знаеш ли дека прво немало ништо, а потоа одненадеж се случил големиот прасок и потоа звездите почнале да светат? Не го знаеш тоа. Ни јас не знаев, но Ишмаел знае се. Онака како прилега со бележникот на татко ми и Куќата на џамијата од Кедар Абдолах, во манирот на некоја модерна 1001 ноќ,
Пред нас се отвараат две персиски приказни кои се преплетуваат идеолошки, но и чудесно една меѓу друга, за да потврдат дека физичарот Хосеин Саджади Гемагами Фарахани, тоест Кадер Абдолах, одлично ги познава законите на физиката, но уште побаво знае да раскажува приказни, кои ги вплеткуваат помалечките приказни во една голема. На македонски јазик и двете книги можеме да ги читаме во издание на Антолог. Авторот како да ткае килим од оние најубавите, персиски, онакви какви ткаат јунаците во неговите романи. Сушност, како таков да е односот на Абдолах кон книжевноста, уметноста, како во избирањето на најубавите, најавтентичните нишки да се крие тајната за пред нас денес да се откријат два прекрасни романи кои обилуваат топлина и мекост, но кои зборуваат и за болни работи. Ткаени се во романите за да прозвучат со дозда авторова носталгија, но и читателска меланхолија, која особено се чувствува при завршување со читањето на текстот. Таква е меланхолијата и на персискиот поет. Се цитираат во неговите текстови неколкумина, за да прозвучат со она суфиска суптилност на миниливоста на мигот, значењето на љубовта и нејзината поврзаност со светлината, а со тоа и со Бога. Доминира меѓу редови впечатокот дека само светлината може да го надитри времето, и тоа во смисла на физиката како наука, но и во смисла на Бог како светлина, физички и метафизички. На тие нивоа и со тоа помеѓу си поигрува авторот. Тој ткач на персиски книжевни килими вткајува и универзум, суптилно градејќи го преку коранското Алеф, Лав, Мием, онака како започнува арапската азбука, онака како мистично овие букви го откриваат универзумот. Бележникот на татко ми првпат е објавена во 2000 година на холандски јазик, што значи дека авторот кој пишува и на ирански јазик е дводомен. Во Холандија дошол 1988 на покана на Обединетите нации како политички бегалец. Тој гради ликови на кои е сличен Ишмаел во бележникот на татко ми, Шахбал во куќата на џамијата. Неговата лична приказна и неговиот личен контекст се дел од книжевниот килим, како можеме да го наречеме неговото писмо. Тоа обилува со замки кои го магепсуваат читателот. Тоа останува со текстот токму како Шехерезада магепсува со своите приказни. Јасно е дека Абдолах ја следи персиската традиција на раскажување приказни, како и персиската книжевност, на која заедно со холандската се прави алузија и во двете книги. Уште со својот наслов бележникот на татко ми наведува дека ќе читаме некаков бележник. И тоа не било кој, бележникот на таткото на главниот раскажувач Ишмаел, но не е толку едноставно. Освен Ишмаел, постои уште еден самонаречен сезнен раскажувач кој се обраќа во прво лице. На почетокот тој раскажува: Пештерата беше една од приказните во светата книга во куќата на Ага Акбар. Почнавме со неговата реч, пред да се обидеме да го протолкуваме тајниот бележник на Ага Акбар. Двајца сме, Ишмаел и јас. Јас сум сезнаниот раскажувач. Ишмаел е синот на Ага Акбар, кој беше глувонем. Овие неколку реченици го сплетуваат цело дејство. Пештерата, хронотоп на митот и реалноста. Градот Сенеџан, хронотоп кој на некој начин ги обединува и оној на пештерата, и оној на бунарот, и оној во куќата на џамијата. Сенеџан, кој ги познава планините и оние села во планините кои се граничат со Русија, што во еден момент ќе стане исклучително важно за действието, особено во бележникот на татко ми. Дише приказната на Ишмаел со љубов кон таткото и последиците кои таа љубов ги носи. Особено за созревањето на Ишмаел. Ага Акбар е глувонем. Дел од одговорноста за него скоро премолчено ја презема Ишмаел. При тоа поминува соодветна иницијација за и кога ќе го остави Ага Акбар, неговото отсуство да се разбере како дел од созревањето и на двајцата и како природен процес. Клучна улога во развојот на двајцата, но и во целото семејство има Казем Кан, вујкото на Акбар. Тој како да ја презема улогата на старател, учи Казем она што татко му не може да го научи, кој освен влијателно презиме не може да даде многу. Акбар расте со приказните на Казем Кан. Една од нив е и приказната за пештерата.
Во над зидовите постои древно клинесто писмо кое никој не успел да го дешифрира. Фасцинацијата на Акбар со пештерата била толку голема што со поттик на вујко му почнал да користи слично такво писмо во својот бележник. Ги пишувал своите мисли и чувства кои не можел да ги изрази. Во него Казем Кан препознава креативен дух и затоа го насочил кон каењето килими. Доктрина која е исклучително важна за авторот Абдулах. Доктрина која се врзува со персиската традиција и историја. Така, преку бележникот и преку работата на килимите Акбар се обраќа. Неговиот бележник е читлив само за неговиот син. Тој го толкува за читателот, но толкувајќи вметнува и своји приказни кои како конци во килимот се и конци на писателот Кадар. Читањето на неговите романи е како внимателно разгледување конец по конец на најубавите персиски килими. Дури постои чувство дека тие можат и да се допрат. Во приказните на бележникот е приказната за историјата на Акбаровиот живот, неговото детство, младост, последните години, растењето, љубувањето, осамувањето, женидбата, добивањето деца. Фази кои се сместуваат во слоевите на неговата душа, фази обременети со историја, политика, копнеж и борба. Лична приказна која проговорува општо. Проговорува за Иран, оно Иран на шахот Реза, Иран на имамот Хомеини, Иран на левицата, Иран на Ага Акбар, кој негде во неговата душа е сличен на килим, во кој тој ги вткајва клинестите знаци на својата приказна, која Ишмаел подоцна ќе ја раскаже на машина за куцање, слична на она од која делува и легално, ширејќи пропаганда. Револуцијата почнува на лично и се проширува на општо ниво. Восхитува Ага Акбар со своите вештини на планинар, за него нема тајна бунарот на Махди, уште една коранска приказна која вешто се вклопува во романот со својот концепт на надежта, дека спојат приказна Махди ветениот дава надеж и дека ќе излезе од својот бунар кога е најпотребен. Верата на Ага Акбар може би изгледа наивно, но е длабока. Фасцинира мистификацијата која се однесува на пештерата од почетокот и пештерата на крајот од романот. И кога сонцето се појави, луѓето видеа како изгрева од десната страна на пештерата, а кога сонцето заоѓеше, луѓето видеа дека се спушта на левата страна од пештерата, додека тие беа во просторот помеѓу. Мислеа дека се будни, но спиеа. Преку златното звоно, сестрата на Ишмаел, ќерката на Ага Акбар, таа приказна станува дел од пештерската приказна. Еден ден златното звоно се разбуди. Ќе ја напушти пештерата со сребрена паричка во едната дланка, а кога ќе стигне до градот, ќе забележи дека се сменило. Мистификација, која е символ на цел роман и со која тој завршува. Колку што е промената акцентирана во бележникот на татко ми, односот кон неа во куќата на джемијата е како спрема уште еден актер во действието. Таа е многу важна, но не е пресудна. Односот кон неа во духот на суфи традицијата, таа е нужна за да се согледа вистината. Вистински е Агаџан, клучниот лик во романот, кон кого нараторот покажува најмногу емпатија. Агаџан покажува интегритет, дури и пред неголемите промени, кои случуваат промена на режимот на шахот Реза и диктатурата на Ајатолахот, што предизвикуваат и промена на општеството спрема него. Восхитува развојот на ликовите, кои како во сага се распустилаат пред нас. Агаџан, собственикот на чаршијата, но и глава на куќата на џамијата. Таа куќа е дел од течето, а џамијата е дел од него. Имаме неговиот брат Ал-Сабари. Лесно, наративот може да се смести во роман со повеќе томови, но Кадар Абдулах решава да биде едноставен. Избирајќи пресвртни моменти, читателот може да препознае неколку периоди од животот на куќата. Првиот е присуството на бабите Голбано и Голебах, дојдени уште како девојки со Казем Кан, поетот во куќата. Нивната приказна е меѓу најтоплите, најмеките, токму како што се представени и тие. Со срце преполни верба. Нивниот аџелак граничи со приказните на чудесното, како и тие да стануваат дел од некоја покривна исламска приказна зачинета со опиум. Тие се како неофицијални хроничари на куќата, скоро невидливи, но нужно потребни.
Тука се за да ги слушаат приказните на зинат, да се восхитуваат на убавината на фагри садат, да го гледаат растењето на шагбал. Но не се таму, кога сето тоа се менува, но таму се, за да ги засветочат подготовките за плетењето на најубавите килими во светот. Ткањето како врска и помеѓу двата романи. Во овој вториот, Куќата на џамијата, објавен 2015, еден од најомилените во Холандија, авторот оди уште подлабоко во откривањето на тањата на нивната изработка. Фагри сад, сопругата на Ага Џан, ги пречекува со голема љубов птиците. Уште веднаш се насетува некаква врска помеѓу птиците и килимите. Фагри ги наблюдува шарите на птиците, најубавите се прецртуваат со најдобрите бои, а потоа користејќи ги цртежите како шиви се плетат килими. Се избира најпрефинета волна, се комбинираат неколку бои, за да се постигне посакуваниот ефект. Мајсторски чин на уметноста, мајсторски книжевно откриен предност. Текстот се плети на неколку нивоа. Плетењето е во суштина на поетиката на Кадер Абдолах. И двата романи поставени се во сличен временски, политички, општествен контекст. И двата се зафаќаат со проблематичните и болни моменти од иранската историја. На почетокот и во двата романи е контекстот на владењето на шехот Реза, на кого не му се допаѓаат традиционалните вредности, чие владење малку по малку ги стиснува убавите, но тешки за изработка килими, грнчаријата на музеинот, длабоката мисла на Ага Џан. Со шехот Реза од Америка доаѓа радиото, телевизијата, киното, прогласени за дела на ѓаволот, пак во времето на фашистичкиот режим на Ајатолахот Хомеини. Со владењето на Хомеини се прави еден парадокс. Убивање во име на Бога и во име на некаква Божја правда. Иранскиот Хом е центар на шиитскиот свет, нивен Ватикан. Таму се образуваат иранските имами. И секој беше во ред ако дел од нив не избере некој чуден пат до Бога, пат преку оружјето и смртта. Меѓу нив и Галгал, олицетворение на ѓаволот. Во тие тешки мигови доминира достоинството на Ага Џан, неговата доблест да прифати промената како конечна. Во својот натрешен џеб чува збирка поезија која често ја чита. Последна е токму песната која контрира на минливоста. Ако таа сладка уста, тој пехар со вино, едноставно за секогаш исчезне невешто. Запомни, додека постоиш, ти си само она што еднаш ќе бидеш. Ништо, помалку не можеш да бидиш. Вибрира текстот со ликови, преплетувања меѓу нив на различни нивоа. Таман сме се збогувале со некого, тој или таа се враќа за конечна разврска. Кадер Абдолах се занимава со палета на ликови. Секој од нив е изграден соодветно на контекстот, но во исто време може да се почувствува и неговата душа. Така, музеинот може би е слеп, но има одличен слух. Тој ги повикува верниците на молитва од минарето на џамијата. Парира на глувонемиот Ага Акбар од бележникот на татко ми. Абдолах како намерно да ги избрал, за да покаже дека физичкиот хендикеп е беззначен, спореден со хендикепот на душата како онај на Галгал или на Зинат. Музеинот и Акбар имаат одличен интелект, со чија помош се носат со надворешниот свет. Игриви се описите на пейзажите, слични на поетски слики, се преплетуваат и во двата романи. Затоа, доаѓањето на фотографијата и киното е исклучителен момент за Иран. Носрат, братот на Ага Џан, е човекот што ги снима настаните од романот. Тој има храброст да ја представи камерата и пред Хомеини лично, кој е тајно одушевен од незините можности, но фасцинацијата со камерата ќе се покаже трагична за Носрат. Се прекршуваат тука воопшто ненаивно сликата и зборот, па и тишината. Носрат е оној што слика, снима, Шагбал е оној што раскажува. Тие дури идеолошки се разидуваат. Шагбал како раскажувач се открива во последното поглавје, се открива суптилно преку писмото до неговиот чичко. Драг мој чичко, се уште пишувам. Последниве години се занимав со следување на моите приказни. Тоа го направив за вас и за нашата земја. Го променив јазикот на кој пишувам. Не знам дали би требало да бидам задоволен или да се извинам поради тоа. Едноставно така се случи. Немав моќ да го направам тоа поинаку. Тоа беше мојот спас.
Тоа беше единствениот начин да ги изразам со зборови вашата болка и болката на нашата земја. Го променив јазикот на кој пишувам, но секогаш се трудам персискиот, стар јазик да најде место во моите приказни. Простете ми, драг мој чичко, толку често сонувам за нашата куќа и за вас, како всушност да не живеам тука, туку таму, дома, вие нема да умрете. Туку ќе останете додека сите не пристигнат и сите не си заминат. Во зборовите на Шахбал се открива и самиот автор, Кадер Абдулах, псевдонимот кој Саџади Гемагами Фарахани го зел во спомен на својот пријател кој загинал од режимот на Иран. Кадер Абдулах е денес со нас, за преку своите книги да подсети дека човечката добрина е можна, како што е можна градината на среќата и како што во крајна инстанса можна е светлината. Тоа е светлина. Неговата светлина е како нишка со светилки. Стаклото е како блескава звезда. Тој го пали маслото од благословеното маслиново дрво. Маслото речиси само од себе дава светлина. Светлината на светлините. А и фотографијата е цртање со светлина. И да, само преку светлината и Бог е можен, зашто Бог е светлина. Ова книжевно писмо на светлината потикнува копнеш токму за убавото и доброто. Ви благодарам. Painful talking. Благодарам за вашата прастара, прекрасна и напатена земја. It is, I want to say something, I don't know if it is correct, but I will say it. Би сакал нешто да кажам, иако не сум сосема сигурен дека е точно, но сепак ќе Yeah. кажам. I'm not a Dutch writer, but I'm an Iranian, you know, I'm Persian writer. Јас не сум болански писател, иако пишувам на тој јазик. Јас сум персиец, јас сум персиски ирански писател. It is very emotional. It is very emotional meeting for a Persian writer to come for the first time to Macedonia. Многу е емотивно за еден ирански писател да дојде за прв пат во Македонија, сега ќе ви објасним зашто. Alexander the Great. Alexander the Great destroyed everything of my country, of my culture, 3,000 years ago, you know. Како што знаете, пред 3000 години Александар Македонски ја пипува са мојата земја и уништи нашата култура. And he took the most beautiful Persian princesses, you know. И ни ги украде најубавите персиски принцези. But, okay, we have forgiven him. We have forgiven him and we have given him a new name. Ние не само што му простивме, туку исто така е познат во Персија под друго име, познат е како Искендар. We have given him the name Iskandar. And we have put him in the old Persian literature. И тој е се присутен во постарата персиска литература. We have never forgotten him. Значи никогаш не успеавме да го заборавиме. But I surprised myself, we have never hated him. Доста сум изненаден што и покрај се што има сторено никогаш не го мразевме. As a writer, I can now, maybe I can understand it, you know. Како писател сега можеби можам да го разберам тоа. He was a human being, you know. Тој сепак беше човечко суштество. He was curious about everything. Љубопитно човечко суштество. He wanted to taste everything, you know. Тој сакал се да вкуси. He wanted to taste Iranian tastes, И вкусот на Иран меѓу другото. to taste Iranian women at that time. Yes, I'm sure. Иранските жени. And now I'm here. И сега имаме тука со вас.
I say hello. I say salam. And I see, and I say peace and literature И посакувам мир и книжевност. is the best to meet each other. Тоа е најдобриот начин за сретнување со луѓе. And I will tell you another secret. Many thousands of millions of Iranians, women in the past 3,000 years, they have gave the name Iskandar in their sons. И ќе ви откријам уште една тајна. Илјадници, па можеби повеќе ирански жени во последниве 3000 години го имаат дадено името Искендер на своите синови. As a writer, I have never understand women, you know. Како писател, careful, there is three of us here. Thank you for your invitation. Никогаш не сум ги разбрал жените и ви благодарам уште еднаш за поканата. And thank you very much. Господине Абдулах, ви благодарам за овој инспиративен поздравен говор во некаква сублимација меѓу мирот, книжевноста, духовноста и женската убавина. Не знам што би можела да додадам на почеток. Но нема да го почнеме овој неформален разговор од персиските принцези. Туку некако ќе се обидам диоптријата да свртам кон вашето внатрешно јас. Бидејќи бележникот на татко ми прв пат е објавена во 2000 година, нели, на холандски јазик, што значи дека сте и автор кој пишува и на холандски и на ирански, гордо ги носите своите два дома во себе, или своите два идентитети. А бидејќи во Холандија доаѓате во 1988 година, на покана на Обединетите нации како политички бегалец, моето прво прашање за вас е колку ликовите од вашите книги ви се блиски, колку ги делите нивните болки и дилеми. Thank you for this emotional question. Ви благодарам за ова емотивно прашање. The House of the Mosque is my most famous book and very translated in many languages, you know. Куќата на џамијата е мојата најпозната книга, преведена на многу јазици. But the notebook of my father is my best book. Но според мене бележникот на татко ми е мојата најдобра книга. I don't say it by myself, it is the readers, they say it is your best book. Тоа не го велам јас, тоа го кажуваат моите читатели. But they are right. И во права се. Yeah, because it is the most autobiographical book that I have ever written. You know? Тоа е така затоа што таа е најавтобиографската книга што некогаш ми е напишал. And when I was writing this book, some chapter I was sitting and crying and writing as a writer, you know. Додека пишував известни поглави од оваа книга, понекогаш седев и пишував и плачев и продолжав да пишувам и продолжав да плачам. The personage of that book, the name of the personage of that book is Aga Akbar, you know. And my father's name is Aga Akbar too. Главниот лик во таа книга Ага Акбар е именуван по мојот татко. And the Aga Akbar in that book is deaf and mute. My father was deaf and mute too. Ага Акбар, исто како и мојот татко, е глуванем. And Aga Akbar was not able to read, to write, and to talk. Aga Akbar was my son. Ага Акбар не умееше да зборува, да чита и да пишува.
I said, this is my son, but I will explain it. Тој е мојот син, сега ќе ви објаснам и зошто. My father had a dream. As a deaf mute man, he had a dream to get a boy with a strong ear, a boy, a word maker, and he got me. Мојот татко како глувонем човек сонуваше да има син кој добро ќе слуша и кој ќе биде вешт со зборови. Има добри имена. And he got me. And I was his dream. But he couldn't be my father. He was really not a child, but I was his father. I had to help him the whole life. I had to explain him the whole world, you know. Всушност нашите улоги тука беа заменети поради тоа што многу често тој зависеше од мене и повеќе отколку не јас бев таткото кој му помагаше и му го објаснуваше светот. And we together we make a sign language to talk together, you know. Ние заедно створивме свој знаковен јазик со кој комунициравме. And I felt that he was a poet, but he was not able to write and to say, you know. И јас чувствував дека тој е поет и покрај тоа што тој не можеше да го искаже тоа ниту со збор, ниту со писмо. And when I escaped out of my country, and when I came to the Netherlands, one night I dreamt my father. Откако го напуштив Иран и пристигнав во Холандија, една вечер го сонував татко ми. And he gave me a suitcase Тој ми даде еден куфар with a lot of papers, written papers, полн со испишани листови хартија, but I couldn't read them. но јас не бев во состојба да ги прочитам. But it was the same language that I had teach my father. Но некако тоа беше истиот тој јазик на кој јас го имав научено татко ми. My father, I felt he was a writer, but he couldn't write. Јас чувствував дека татко ми е писател кој не умее да пишува. I was 40 years old and I give him a note. 14 or I was 14 years old, a boy, and I give him a notebook and a pen. And I told him, write. But he said, I cannot write. I said, you can write as a child. You know, and he wrote every day as a child. Nothing. It was nothing, but he wrote every day. Okay. Јас имам само 14 години, кога му дадов хартија и пенкало на татко ми и го замолив да пишува. Тој рече, јас не умеам да пишувам. Јас сепак инсистирав и му реков, sejedno пишувај како што пишуваат децата. И од тој ден натаму, татко ми секој ден пишуваше. Неразбирливо како што пишуваат децата, но сепак пишуваше. He couldn't write, but every evening he came, he took the pen, and he did by this way to write. And nothing, it was only a child scribbles, you know. И покрај тоа што не умееше да пишува, секоја вечер доаѓаше, седнуваше, го земаше пенкалото во рака и ги пишуваше своите детски шкратимарки. And when I was in the Netherlands, suddenly I dreamed about him. And he came with a suitcase. And he came with a lot of papers. With a child writing, you know. И еднаш, како што реков во Холандија, татко ми дојде на сон полн со куфарот. Дојде со куфарот полн со листови од неговите писанија. And I said, I understood, oh, it is a novel. My father has written a novel, but nobody can read it, you know. I was the only one was able to read it. Тогаш сватив дека татко ми има напишано роман, кој никој друг освен јас нема да може да го прочита. But I couldn't read it, but I read as a writer.
Јас не можев да го прочитам напишаното, но како писател го сватив. But when I had read it, I thought I can't rewrite this novel in the Persian language. It is not possible to publish it in the Persian language. I need a new language. Но кога конечно го прочитав тоа што го имаше напишано татко ми, сватив дека не можам однова да го напишам на ирански, туку дека ми е потребен нов јазик. I needed a new fresh language without a dictator. Потребен беше нов, свеж јазик, кој немал диктатор. I needed a new language to be absolutely free to tell the story of my father. Ми требаше сосема нов јазик за со нова слобода да ја раскажам приказната на татко ми. Because it was about pain, it was about history, sex, love, wishes, women, and hundreds of things that it was not able to publish it in Persian language. Тоа беше приказна за It was about Pain, болка. pain. Значи тоа беше приказна за болка, за љубов, за секс, за жени, визии за кои беше забрането да се пишува на ирански. Politics and many things. And I decided to write in Dutch, Одлучив да пишувам на холандски, a new language, нов јазик, freedom. јазикот на слободата. And as a last step, when I was writing in Dutch, I had the feeling of an astronaut. И верувајте ми, кога пишував на холандски, се чувствував како астронаут. I go up, I go down. As an astronaut is walking, make a walk in the space, and then I go up, I go down, at the left side and right side. Enormous freedom to tell the story of my father. Исто како астронаутите кога летат во космосот горе долу лево десно на сите страни, така и јас пишувајќи на холандски, ја чувствував оваа огромна слобода да ја раскажам приказната на татко ми. Thank you for your question. Господин Абдулах, не е воопшто чудно што толку совршено добро комуницира вашата книга со публиката, затоа што е натопена толкому во мастилото на вашата најинтимна емоција. Меѓутоа, приказната на Ишмаил не е само приказната на Ишмаил не е напишана само за татковата судбина, туку и за неговата лична приказна како политички дисидент кој што имал проблем со властите во сопствената земја. Тој приказна за Иран на 20 век. Каква е приказната на Иран денес? I told you, I have written the story of my father. I don't know if I'm a writer. You know, there are many writers here. I'm a writer. I don't know if I have been honest with his story, but I have told his stories. Okay, and his stories is not only about him. It was about Iranian revolution. Значи, јас со оваа книга ја раскажав приказната за татко ми, не само неговата приказна. Не знам колку сум бил искрен, имав дека меѓу вас многу писатели, како што видов. Вие знаете колку може еден писател да биде сосема искрен. Меѓутоа, освен приказната на татко ми, во оваа книга ја раскажав приказната за иранската револуција. Both of my books are about Iranian history, Iranian religion, love, sex, women, birds, tradition, and many other things. Во двете мои книги се преточени иранската историја,
религијата, традицијата, жените, сексот, птиците и многу други работи. But Iran now, you ask. Wow. Iran now is my old mother. Но што би можел да кажам за Иран сега? Yes. Иран денес е мојата стара мајка. About 85 years old. Таа има 85 години And I haven't seen her for 30 years. и ја немам видена 30 години. I am not allowed to go back. Не смеам да се вратам. It is Iran now. Тоа е Иран за мене денес. It is the most dangerous religious government ever on earth, you know. Во Иран власта денес е најопасната религиозна власт на планетава. Iran now is the Ayatollahs. I couldn't believe it. Ayatollahs use the most modern things of the world, internet, television, radio, and atom bomb energy. They use all of the modern things to put us back to 1,000 years ago. Просто не ми се верува дека денешните ајатоли, иако ги имаат на располагање и ги користат најмодерните технолошки откритија, значи во Иран денес има и радио, и телевизија, и смартфони, и интернет, и нуклеарна енергија, меѓутоа наместо да одиме напред, овие нешта се искористени да не вратат 2000 години назад. Iran now means everything for me and nothing for you. Иран денес мене ми значи се, вам не ви значи ништа. Iran now, the Ayatollahs tried to put the women under the chador in the kitchen. Иран денес се труди да ги врати жените под штереджа условно и назад во кујните. But Iran now, the Iranian women don't listen to the Ayatollahs. Но иранските жени денес не се покоруваат на тоа. And the Iranian writers write. Иранските писатели пишуваат. The Iranian cinema make. Иранската кинематографија прави филмови. The Iranian immigration speak. Иранските имигранти зборуваат. And Iran is the most beautiful country ever. Иран е најубавата земја што постои. Вашата книга Куќата на џамијата исто така го истражува начинот на живење на тоа традиционално иранско семејство, како тоа излегува на крај со новите тенденции на Западот, со револуцијата и со радикализацијата во исто време. Или како што рече и промоторката Мерсиха, тоа е оно Иран на Шахот Реза, Иран на имамот Хомеини, Иран на левицата и така натаму и така натаму. Меѓутоа Ишмаел се обидува да ја раскаже својата приказна на машина на куцање, исто како што делува и легално кога се обидуваме да шириме некаква пропаганда. И револуцијата потоа станува одлично, се проширува на едно општо ниво, или би рекла политичкото е и лично, или личното е политичко, на позната фраза. Што за вас денес е револуција или што е за вас денес револуционерно? In general. Revolution, you ask, yeah? Revolution. It was about 40 years ago when Iranian people started with a classical revolution ever in the history. Пред 40 години иранскиот народ за прв пат во историјата отпочна една класична револуција. Millions and millions and millions people came to street. Милиони луѓе излегоа на улиците. We had a good life.
убаво живеевме. We didn't like America, but the rest was okay. Може би некако во Америка, меѓутоа добро ни беше. Women free, writer free, Жените беа слободни, писателите беа слободни, bread was cheap, хлебот беше ефтин, and oil was nothing. нафтата беше речиси без пари, My mother was happy, young, you know. мајка ми беше млада и среќна. And suddenly we did, we don't want the shop anymore. И од ненадеж народот веќе не го сакаше шахот. It looks like a joke, you know. We started as a joke. Отпочна како една голема шега. And we went to street with 100 people. Стотина луѓе отпрви излегоа на улица, And suddenly 1,000 people. што се претвори во Suddenly јадници millions of people. и милиони луѓе широм We земјата. couldn't believe it. We started with only 5-6 people and suddenly millions of people, you know. Она што отпочна со една шака луѓе се претвори во милиони на улиците. Very strange thing. We say freedom, 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 you know. Многу е чудно затоа што се што рековме беше слобода. But we got the Islam, you know. We didn't want it, but we got it, you know. Не баравме, но добивме ислам. And it was a movie, it was a cinema. Беше како да си пошол на кино да гледаш филм. Millions of people had become crazy. Милиони луѓе полуда. We didn't know Ayatollah Khomeini, but we loved him. You know, I don't know why. Не го познававме Ајатола Хомеини, но го сакавме. Од непознати причини. And they came, they say, we will give you freedom. И тие дојдоа, ни рекоа ќе ви дадеме слобода. And you see what's happened there, you know. И гледате што се случи потоа. Revolution is no, revolution is death. Never. A human being, I think Iran was the last one. Revolution cannot help us to be free. It is a fiction. Револуцијата според мене е мртва. Не постојат повеќе револуции за мене после иракската. Таа не може да ни помогне да бидеме слободни. Сметам дека револуцијата е фикција. Revolution means crazy, wild emotions. Револуцијата означува луди и диви емоции. Revolution means I will later kill you as my neighbor. Револуцијата значи дека подоцна, иако си мој комшија, ќе те убијам. Revolution means now together, but tomorrow I will kill you. Револуцијата значи денес сме заедно, но утре ќе те убијам. Nobody, I think, nobody in Iran will start again with a revolution. Сметам дека никогаш повеќе никој во Иран нема да посака да отпочне револуција. And we have to be patient. Едноставно мора да бидеме стрпливи. We have to do everything to change this regime. Мора да правиме се што е можно да го смениме овој режим, But violence, it doesn't help us. но насилството не ни помага. Violence doesn't, nobody. Насилството не помага никому. The time of revolution is gone. Времето на револуциите помина. We need to talk. Треба да разговараме за работите. Ова е начинот. Вечерва праќате силни пораки и со вашата книга Куќата на џамијата ги покажувате борбите на чаршијата, на религиозните преврти, на внатрешните семени поделби на традиционалисти, на револуционери. И всушност таа поделба на наши и ваши, на домашни, на трапници, да, на староседелци, на бегалци, сите тие етикети ни ги заробија душите. Па дури од луѓе за кои мислиме дека се либерални, дека се отворени и освестени, можеме да се изненадиме. И токму затоа би рекла
дека во време во кое ксенофобијата и нетолеранцијата создаваат вести и спектакл, мораме да развиваме наратив на толеранција и солидарност. Денес бројките велат дека 70 милиони лица во светот се присилно раселени, не по своја вина, не по своја волја. Луѓе кои што ги напуштиле своите домови, своите заедници, училиштето, работата, своите сакани. Од нив 26 милиони се бегалци, од нив половина се деца. И ова не се бројки на крајот на криштото, ова се луѓе, ова се човечки судбини, ова се болки, ова е носталгија спакувана во Пандорината кутија. И сега вие велите револуцијата денеска е мртва. Што е слободата тогаш денес? When I escaped COVID, it is very crazy of thinking. When I escaped my country, I thought I was the first of only one who escaped of the country. Кога јас се напуштив мојата татковина, кога избегав од Иран, многу ми е смешна денес, но мислев дека сум првиот и единствениот што го сторил тоа. But I escaped to Turkey. It was about 27 years ago. Но тоа беше пред 27 години и јас пребегав во Турција. And suddenly I saw in Istanbul about 1 million immigrants from Iran, Iraq, Syria, Afghanistan and everywhere. И кога пристигнав во Истанбул, таму видов милиони бегалци, не само од Иран, туку и од Ирак, Сирија, Афганистан и други краишта на светот. I didn't understood that at that time, but it was the first wave of immigrations that after 25 years with millions will come to Europe. Тогаш не ми беше јасно, но подоцна сватив дека тоа бил првиот бран на бегалци, првиот бран имигранти што потоа ќе преплават Европа и што се уште доаѓаат кон Европа. In the past years, I have seen the waves of immigration to Europe. Но последниве години се повеќе го следам бранот на имигранти кои доаѓа кон Европа. And I have seen that they changed many things in Europe. И видов како тие луѓе сменија многу нешта во Европа. I will say you something nice about the Netherlands. Ќе ви кажам нешто убаво за Холандија. The capital of Netherlands, the name of capital of Netherlands is Den Haag, you know. Како што знаете, главниот град на Холандија е Хаг, Den Haag. And it is the population of that city 30 years ago, they were all of them white, blank, you know. Пред 30 години сите жители на овој град беа бели. But yeah, if 30 years ago, if you go to the center of the city, everybody Dutch people, they are very this way, all tall and blank, white, and they went by this way 30 years ago, you know. Пред 30 години во центарот на Хаг можевте да видите само отмени холанѓани, бели, руси, високи. But if you go now to Den Haag center, you can believe your eyes, you know. Но доколку денес појдете во центарот на Хаг, нема да си поверувате на очите. Hundreds of Iraqis, 100,000 of Iranis, thousands of everything has changed. Се е променето. Сега ќе видите стотици ирачани, стотици илјадници иранци, можеби илјадници афганистанци и луѓе од секаде од светот. Се е променето. I will tell you a magic. Ќе
Ќе ви кажам една магија. 30 years ago, Den Haag, if you went to Den Haag center, everybody, Dutch people, walk by this way, you know, a little bit this way. Пред 30 години, ако отидевте во центарот на Хаг, ќе забележите дека сите холанѓани чекорат малку подгрбавени. But if you go now to Den Haag center, everybody walk this way, you know. Но сега сите чекорат исправени. The more energy, Има повеќе енергија, the more hope, повеќе надеж, the more fight. повеќе расправи. And Den Haag is now more powerful than ever in the Dutch history because of immigration, you know. И сега Хаг е помоќен од кога и да е во холандската историја поради имигрантите. But we, the immigrant, but the people are afraid of immigrants. I understand. Но и покрај тоа луѓето се уште се плашат од имигрантите. And they invite me everywhere as a writer to talk. Мене како писател ме канат секаде да зборувам. And one time, I will tell you, the immigrants are changing the country. And one time, I was a communist. I was a Chaguara in my own country, you know. Сега ќе ви кажам како всушност имигрантите ја менуваат земјата. When I was written, Sorry. Порано, јас во мојата земја бев комунист како Че Гевара. when I was written that book, I was very famous writer in Dutch language, you know. Кога ја напишав таа книга, станав многу познат писател на холандски And every reading, thousands of people. и на секое читање, на секоја промоција имаше 1000 луѓе. And suddenly they asked me, have you read your book? И еднаш ме праша, дали сте ја прочитале вашата книга? Which book? Која книга? The Quran. Куранот. I Дали had- сте го прочитале Куранот? I had never read before the Quran. А јас никогаш го не го прочитав. But now Куранот. every time they ask, have you ever read the Quran? Your book. He said, oh my God. I'm not a religious man. Why they say that? I'm not. I am proud of the Islam of my father, but I'm not. Секој пат се прашував зошто ми го поставуваат тоа прашање. Тој потекнува од многу религиозно семејство и се гордее со исламот на татко му, но тој не е религиозен. But I understood later their questions. Но многу подоцна ги разбрав нивните прашања. They said me, help us to don't be afraid of these Muslims. You know? Тие всушност ме наведоа да мислам дека сакаат да им помогнам да разберат и да не се плашат повеќе од муслиманите. And one night, Kader Abdullah, a communist, decided to translate the Quran for the Dutch people. Така, една вечер, Кадер Абдула, комунистот, одлучи да го преведе Куранот на холандски за холанѓаните. It is immigration. Тоа сме ние, имигрантите. Changed me and I changed you. Тоа ме промени мене и јас ве менувам вас. And I want to tell you one thing more. Ќе ви кажам уште едно нешто, I say to the Dutch people, што често им го кажувам на холанѓаните. don't be afraid of those enemies. Не се плашете од тие што ги перцепирате како непријатели. This is the history. Ова е историјата. You can't stop them. Не можете You да ги can't, сопрете. you can't stop Kader Abdullah with writing. И не можете да го сопрете Кадер Абдула да не пишува. But there is only one way to lose your afraid, your fear. There's only one way to lose your fear. Постои само еден начин човек да се ослободи од своите стравови. Express your meaning. Тоа е да го искаже. Write about that.
Значењето да напиша, say, I don't like you. да каже I- на личноста од која се плаши. Ти I- не ми се допаѓаш. I don't want you to be here. Не сакам да бидеш тука. Go back home. Оди си назад дома. And they do it. The Dutch literature, Dutch newspaper, they talk, you know. А холандјаните го прават тоа. И во весниците, и во литературата, тие отворено зборуваат. And if you 7 times say, I hate you, I hate you, I hate you, you start loving me. You know? А ако 7 пати имаш потреба да ми кажеш те мразам, веќе си почнал да ме сакаш. And Dutch society is one of the most beautiful, energetic country in Europe. А морам да кажам дека холандското општество е едно од најубавите и најенергичните во цела Европа. And this is immigration. И ова е имиграција. And because of that, it is a big honor to be here in Dutch language to meet you and to talk with you. Тоа е, како што реков, имиграција и јас, како писател на холандски јазик, ја имам честа да бидам тука со вас вечерва. And да because of разговарам that- со вас. I tell the story of my father. Благодарение на тоа ја раскажувам приказната за татко ми. Господине Абдулах, во убав период сте дојдени во Скопје. Во октомври има многу настани поврзани со културата. За 10 дена, не знам дали ќе бидете се уште овде, започнува Скопскиот джез фестивал. По некоја случајност, оваа година се солидаризира со бегалците. Јас сум задолжена да го напишам манифестот за солидарност со бегалците. Вашиве пораки ќе ми бидат од голема помош за мојот текст. But one sentence I didn't say to you. One more sentence. Во тој случај имам уште нешто да ти кажам. Leave your young generation. Go and meet other people and speak in other languages. And don't be afraid. And because of that, you will love more than ever your beautiful Macedonia. Go, if you can. Ова е порака упатена кон младите. Не се плашете и напуштате вашата земја. Научете нов јазик, запознаете нова култура, научете се да не се плашите и уште повеќе ќе сакате својата татковина потоа. But if you cannot go, Но доколку не можете да заминете, try to come close to a foreigner. барем обидете се да се доближите со, условно кажано, странец, And кој е различен taste од вас. his food, Вкусете ја нивната храна, repeat his words, повторувајте ги неговите зборови and ask him to talk about his of her mother, of father, and his city. и замолете да ви раскаже за неговото семејство или неговиот роден град. And it changes you. Тоа ќе ве промени. И навистина вашите романи како камера на Фелини го носа читателот од малите градски животи до големата слика во светот, феминизмот, тензијата меѓу институционалната религија, народната вера од друга страна и така натаму. И во едно ваше интервју, во контекст на ова сега што го зборувавте, најдов дека сте напишале ова е книга за Европа, тоа е книга за уметноста, за религијата, за сексот, за филмот, за важноста на радиото и на телевизијата. Велите го тргнав превезот и го покажав исламот како начин на живот за да биде подобро разбаран. Романот го ткаев со стиховите од Куранот, а суштината на Куранот како книга е многу важна за мене, како книга, а не како верска одредница. Мојата намера беше да му прикажам на светот ислам што живее во домот на едно семејство, а не да пишувам за радикалниот ислам.
И бидејќи рековте дека не сте религиозен човек, уште попровокативно ми е да ве прашам со една реченица или со еден збор како вие ја дефинирате верата. Не религијата институционално, туку верата или вербата. Nothing to do with private faith of a person. I am the son of a very religious family. You know? Како што кажа претходно, јас сум дете порасната во многу религиозно семејство. I have a big respect for everybody's religion. Како човек имам голема почит кон сечија религија. But as a writer, I told you upstairs, but as a writer, I read the book, the Holy Quran, completely different than my grandpa. Но како писател, напоменав нешто за тоа и претходно. Јас ја читам светата книга Куранот на еден сосема поинаков начин отколку мојот дедо. As a writer, my grandpa washed first his hands, his face, his foot, and then he touched the Quran. Мојот дедо на традиционалниот религиозен начин прво секогаш го миеше лицето, рацете, нозете, па дури потоа го допираше Куранот. He didn't read another book, only the Quran. Не читаше ниту една друга книга, само Куранот. He became 93 years old, and he had about 700 times read the Quran completely. Кога имаше 93 години, веќе 700 пати го имаше прочитано Куранот. But when I started to translation the Quran in Dutch, Но кога јас започнав да го преведувам Куранот на полонски, I didn't read it before. тоа всушност беше прв пат јас да ја читам таа книга. I didn't know what I could get. Не можев ни да претпоставам што ќе прочитам во оваа But книга. when I read it, I thought, oh my God, it is a big, crazy book ever written by a writer. Но кога завршив со моето прво читање на Куранот, реков, Боже мој, ова е најголемата, најлудата книга никогаш напишана This is од the човек. biggest fiction ever that a writer has could written. Ова е најдобрата можна фикција што може да се напише. It is the biggest book ever written as a fiction. This is the best book ever for Kader Abdullah. Значи, од тој ден натаму Куранот стана мојата омилена But- фикција. I couldn't go inside of it, you know. I couldn't. My grandpa needed to wash his hands, you know, but he couldn't dare to read it. He couldn't understand it because it's a difficult fiction, you know. Мојот дедо секогаш многу ритуално, со многу почит му пристапуваше на Куранот, но колку и да го читаше, мислам дека никогаш не го разбра, затоа што е една многу комплексна, многу
Тешка фикција. But I needed to drink about 700 Dutch cold beer to understand the beauty of the book. Мене од друга страна ми беа потребни околу 700 прекрасни ладни холандски пива, за да може сосема да ја разберам убавината на оваа книга. The believers couldn't, the millions of believers have never read this beautiful book, you know. Има милиони верници кои никогаш на вистина не ја прочитале оваа But because they книга. are afraid, they think it is God's book, you know. Но бидејќи се плашат, бидејќи им е кажано дека тоа е Божјото слово, But it is a dear book written by great fiction storytellers, Muhammad the Prophet, you know. And I love him as a writer and as a big fiction. според мене тоа е книга напишана од еден многу талентиран писател на фантастична литература и му изразувам голема благодарност на Мухамед како еден од моите омилени автори. But do you know why it is so beautiful? Дали знаете зошто е толку убава? Because Muhammad has cut the most beautiful pages of the Torah and the Bible, and he has put them in an Arabic code. You know? Знаете ли зошто е толку убава? Затоа што Мухамед ги има земена најубавите пасоси од Тората, од Библијата и ги има облечено во арапска облека. As a writer, I think the human being has written 3 masterpieces. Јас како писател сметам дека луѓето имаат 3 ремек дела: The Torah, Тората, the Bible, Библијата and the Quran. и Куранот. But the Quran is the most beautiful of the 3. Но Куранот е најубав од трите, Because he had put the most beautiful things in it with his own fiction. затоа што Мухамед ја земал фикцијата од претходните две и ја споил со сопствената фикција. I am a writer of his madrasa. Значи јас како писател припаѓам на неговата медреса, на неговата школа. Господин Абдулах, ова беше последното мое прашање. Промоторката Мерсиха има уште едно прашање за вас. Слушајќи ве сега, некои работи ми стана појасни и ми стана јасно зошто се некои решенија во книгите такви какви што се, особено зашто потекнуваат од религиозно семејство. Би сакала да ве вратам се во вашето детство и бидејќи правите алузија интертекст на персиски поети, кои се вашите умилени персиски поети, кои персиски поети биле почитувани во вашето семејство и дали може би сакале некој ваш омилен стих да споделите со нас? Please be aware that we don't, maybe it's too long and too much for public. Answer? No, the whole, you know. Добро, може би публиката е уморна, но доколку не е, ќе одговорам на прашањата. We try to cut it. Okay. No break. This is okay. I will give it. The Iranian soul is made by poetry. Иранската душа е сочината од поезија. Everybody knows hundreds of poems by heart. Сите иранци знаат стотици поеми на памет. And the most beautiful Iranian poetry is going about love. И секако најубавата иранска поезија како тема има љубовта. And the most important and most beloved poet of Iranian poetry is Hafiz.
И секако најомилениот од сите ирански поети и еден од најважните е Хафиз. But it is difficult to translate. Но е многу тежок. We have a translation of Hafiz. But this is not a good translation then. I would prefer to see translation. Okay. Рече дека Хафиз е многу тежок за преведување, се согласувам. И му нагласив дека веќе имаме превод од Хафиз. Вика, во тој случај преводот мора да е лош. I don't know why, but I feel home in Macedonia, Skopje. I don't know why. What? Зашто многу се чувствувам како дома тука. But because of that, I will read two sentences in Persian language, and I will translate it. Затоа ќе ве почестам со два стиха на ирански и ќе ги преведам за вас. This is short strophe sentences of a big love poet. Значи ова е краток извадок од долга љубовна поема And everybody uses it. и сите ги користат овие стихови. Young boys, young men for their lovers. Младите мажи им се додворуваат со нив, на Mother- нивните сакани. Young mother for her child. Младите мајки ги користат кон нивните деца. Okay, and parents for the children that they are not more old. Родителите ги кажуваат овие стихови за децата што веќе го напуштиле домот. This anyway, love. Okay. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا تو بینم where I look to I see you. Каде и да погледнам, те гледам само тебе. I look to the mountains, I see you. Погледнувам кон планините и те гледам тебе. I look to the sea, I see you. Погледнувам кон морето, те гледам тебе. I look to the desert, I see you. Гледам кон пустината, те гледам тебе. Wherever I look to, I see you. Каде и да погледнам, те гледам само тебе.